Еве уште еден сигнал кој што се појави денес и кој што ни дава позитивен ветар за престојниот bull market во 2025 кој што следи. Покрај ситуацијата на пазарот моментално со тарифите од Трамп и целосниот хаос со војни и така натаму, еве еден сигнал кој што ни дава као светло во тунелот, би рекол. Тоа е hash ribbon сигналот кој што тотоку се појави и кој што се има појавувано нели у историјата на назад, и да видиме што означува тоа. Во 2024 го означило во дно и од тога имавме раст за околу добри 115%. Тука претходниот пат го означил овај во дно и од тога имавме раст 200%. Претходно кога се појавил, тоа беше дното на претходниот bear market и од тога имавме постојан раст до новиот all time high од неверојатни 650-660%. Сега се појави повторно истиот сигнал и да видиме што може да очекуваме. Според RSI, кој што исто така доста владен индикатор и се наоѓа моментално околу 50, а не може да оде до околу 80, 86, 88, па и да се задржи околу 90 некој период, тоа се 77% раст потенцијал. И ако го пресликаме тај раст од актуелната цена, тоа е 84.500, ни дава една огромна сума од околу 150 до 160 илјади долари по биткоин. Тоа е и отприлика нивото кое што го очекуваат сите, кои што ги следам у последниот период, а според мене и 120 илјади околу мај и како што реков 160, 150, 160 илјади долари у септември, октомври, blow of top кој може да се случи и да се врши овај bull market или 25-та како што сите очекуваме. Дали ќе се отслика тоа на аутовите, како и до сега очекуваме сите да се отслика. Така да само трпение, после дождо иде сонце, кој што вика, така да овие дипови не се за овие днова кои што ги гледаме моментално кај сите алткоини, кај биткоино, не се за плакање, него за купување. Втор чарт кој што сакам да го представя е чартот на злато. Како што знаете, и златото е на нов all time high скоро секоја недела. Истиот сигнал се појави кај веќе у претходниот период неколку пати кај златото, што значи дека и на него престои некој си раст. Според RSI имаме не толку голем простор за раст кај златото, но тоа се некој си 12% да речеме, што за маркет капот на злато е исто така голем раст и го носи на цена од 3700 долари по унца. Златото е едно од потенцијалните начини на заштита од инфлацијата, но за поголем профит моментално е исто препорачливо и среброто, кое што најчесто го следе златото, како што гледате им прави и overperformance на златото многу често, и затоа многу луѓе од злато префрлат го сребро својот капитал, а тоа го налага и овај сооднос злато-сребро ratio кој што моментално се наоѓа на 102, а од штом надмина 80 по правило е добро време да се префрли у сребро. Откако дојде околу 50, добро да се купува злато и тај сооднос го знаат сите кои што тргуваат на пазар и затоа се очекува среброто да направи добар раст во следниот период. Тие се двата чарта кои што сакам да ги представам за денеска. Имајте убав ден и за повеќе овакви видеа во иднина, лајк, коментар и се гледаме во наредна прилика. Поздрав!